ploti angel prorokov osnovanje, vtori preteča prišestvija Hristova, Ilija slavni, sviše poslavi Elisevi blagodat, nek dugi odgonjati i prokaženija očištati, temže i počitajuš tim ego, točiti iscelenija. За многогодини почитувани денешниот празник Свети Илија, се надам дека убаво го прославувате овој празник кој секако не сближува, не доближува и не прави што повеќе интегрирани. Имајќи факт, на денешен ден, Свети Илија или Илинден, прославуваме 3 празника. Инаку, Свети Илија, еврејски пророк, кој живеел во 9 век пред нашата ера, на просторот на денешен Израел и Палестина, за неговото дело пишува и во Стариот Завет. Новиот Завет, Талмудот и Куранот, што значи дека е почитуван во сите аврамски религии, како јудеизмот, христијанството, исламот, бахајството, јеховитите седоци, мармонството. Пророкот Свети Илија зазема значајна улога во религиите на христијаните и евреите и се спомнува и во Куранот. За него најмногу е напишано во 3-та и 4-та книга Царства, а помалку во 2-та книга и книгата на Малахија. Младоста е поминал во пустина, проучувајќи молитвата и религијата. Неговата славна одлика е тоа што верата ја ширел многу брзо и без страв. Инаку, почитувани, денеска одбележуваме голем празник, рековме, а тоа е 121 година од Илинденското востание. Ајде да се подсетиме што беше и што се случи на денешниот ден. Македонската борба за слобода и независност во минатото резултирала со повеќе буни и востанија, од кои секако најголемо и најзначајно е Илинденското востание од 1903 година. На овој моќен народен подвиг му предходеле Разловечкото востание во 1876 година и Кресненското востание во 1878 година, кои биле своевидна предходница на организираното револуционерно движење кое се појавило во Македонија со формирањето на внатрешната македонска револуционерна организација во 1893 година. Од тогаш револуционерната идеја започнала да се распространува неочекувано брзо, а народот се подготвувал за подигање на сеопшто востание. Биле отворени вечерни училишта, се држале неделни предавања во селата, биле забранети претераните свадбени гозби кои материјално ги истоштувале новите семејства, се давале упатства за градба на живеалишта. Народот забрзано се вооружувал, се создале бројни вооружени чети. Плод на долгогодишната активност на револуционерна Македонија кон крајот на 19 век било кревањето на народно востание на 2 август 1903 година на православниот верски празник Свети Илија, Илинден. Денот на востанието бил апсолутна тајна за турската власт. Ниеден од прогласите што биле растурени од страна на многобројните курири по селата не паднал в раце на тогашната власт. Согласно со планот, во текот на предвечерината на Илинден, биле урнати телеграфските столбови и мостовите на важните патишта, биле запалени беговските кули, бил извршен напад на касарните во некои села и градови, а селата исчистени од разбойници. На денот на востанието, уште во раните утрински часови, жените и децата биле упатени кон планините каде што била сместена храната за востаниците и населението. Биле отворени кујни, како и работилници за поправка на оружјето и изработка на муниција. Првичните борби имале голем успех и за кратко време биле ослободени повеќе територии низ Македонија. На една од ослободените територии во градот Крушево била прогласена и Крушевска република на чело со Никола Карев, првата република на Балканот. Крушевската република имала краток век, само 10 дена.
По неколку неуспешни обиди, организираните турски војски ја нападнале слободната територија со околу 18.000 турски војници. Во тие денови кај Мечкен Камен се одигрува една од најславните битки во македонската историја, кога под водство на војводата Питу Гули, востаничките чети даваат силен отпор, бранејќи го слободно Крушево. На многобројните турски топови било одговорено со неколку царешови топчиња, што символично го одразува сразмерот на силите при оваа битка. Востаниците се борат до последниот, пошто Крушево било заземено, бомбардирано и запалено. Востанието потоа продолжува цел месец во разни делови на Македонија, преќајќи силна порака кон тогашна Европа и давајќи појасна слика за тешката состојба на населението во Македонија. Иако крваво задушено, останало длабоко врежано во колективната меморија на македонскиот народ, служејќи како инспирација за сите наредни генерации на патот до конечно ослободување на Македонија. Илинденското востание се смета за еден од најголемите и најзначајните настани од македонската историја. Денес, илинденската традиција е испреплетена со многу патриотски и фолклорни манифестации на секаде каде што живеат македонците, што го прави Илинден еден од најсветлите празници во Македонија. Да, почитувани. Илинден е тоа што е наша обврска, аманет на нашите предци, кои не обврзуваат да го продолжиме и го задржиме, зачуваме сето она што тие ни го оставиле и го организирале. Видовме дека прва република на Балканот беше Македонската република. А што е тоа што се случи пред 80 години? Тоа е првото заседание на ОСНОМ. Одиме со тој прилог. АСНОМ представува кратенка за антифашистичко собрание за ослободување на Македонија одржано на 2 август 1944 година во манастирот Свети Прохорпчински. Ваквото собрание е резултат на антифашистичката борба во Втората светска војна, во која партизаните од Македонија заедно со останатите учесници во антифашистичката борба од другите народи на Балканот успеале да го дочекаат крајот на војната на победничката страна. Ослободувањето на териториите од фашистичките окупатори резултира со создавање слободни држави. Меѓу нив за прв пат е формирана и слободна држава Македонија. Ваквиот чин се случи на 2 август 1944 година, кога беше одржано антифашистичкото собрание за ослободување на Македонија. На ова собрание АСНОМ се конституира како врховен, законодавен и извршен демократски орган на Република Македонија, како рамноправна федерална единка во Федеративна Народна Република Југославија. На првото заседание на АСНОМ се донесени неколку важни решенија. Решението за прогласување на АСНОМ за врховно законодавно и извршно народно представничко тело и највисок орган на државната власт на Демократска Македонија. Декларација на АСНОМ за основните права на граѓаните на Демократска Македонија. Решение на АСНОМ за воведување на македонскиот јазик како службен јазик во македонската држава. Решение на АСНОМ за прогласување на Илинден 2 август за народен и државен празник на македонската држава. На заседанието на АСНОМ е создаден и президиум на АСНОМ, кој всушност е и првата влада на Македонија. За нејзин прв председател е избран Методија Андонов Ченто. Формирани се и првите министерства и државни органи кои се зачеток на органите што функционираат до денешен ден. Со тоа 2 август 1944 година останува да се празнува како втори Илинден во македонската историја. Врз темелите на Илинден од 1903 година и благодарение на нов и антифашистичката борба е издигнат на пиедестал најголемиот дострел во историјата на македонскиот народ, а тоа е конституирање сопствена држава, државата на македонскиот народ и на сите други што живеат во неа. 2 август 1944 година, денот на одржувањето на АСНОМ. Да, драги мои, овие 3 значајни настани што денеска ги одбележуваме, реков се фундаментите и главните стожери на Македонија и македонизмот. Тоа дава за право да продолжам кај што застанав, а тоа е серијалот за и околу македонците во иселеништво
или македонската диаспора, без која Македонија секој ќе биде сама, секој ќе биде осамена, секој ќе биде празна. Денеска, односно вечерва, почитувани, го заокружувам овој серијал, а тоа е се со диаспората, односно нашите македонци во Австралија, без компромисни чувари на името, идентитетот, јазикот и црквата во диаспората. Еве, чест и задоволство ми е, не слушале во овие изминати 10 минути, а минутите се посветени токму за нив. Одам со уште еден соговорник, ќе го имаме во време на паузата. Чест и задоволство да го представам навистина доенот или легендата на македонската диаспора во Австралија. Тоа е активист на македонската диаспора од Сиднеј, Александар Джеповски. Добро вечер, Александар. Добро вечер. За многу години, овие 3 големи празника. Точно, навистина големи и се надевам дека македонскиот народ таму во Македонија мислам дека би требало да бидеме горди на овие дејства, што се новие празници наши свети. Благодарам. Почитувани, исто така, задоволство ми и чест што вечерва е со нас една од легендите, еден од големите стожери, еден од големите чувари на народниот исконскиот бит македонски. Тоа е фолклорот. Без фолклорот Македонија не би била Македонија. Без тие убави кореографии кои преку чекорите го изразуваат макотрпниот и тешкиот пат на македонецот од памти века. Задоволство ми е што со нас вечерва е Васко Николовски, активист на македонската диаспора од Мелбурн. Добро вечер, за многу години, Васко. Добро вечер. Поздрав до вас во студиото, поздрав до вашите гледачи, поздрав до моите колеги од културно-уметничкото друштво Кочарацин, поздрав до музичарите со кои сум работел во Скопје и честит нека ни е големиот празник, овдека вечерва во Шелдон рецепцијата се прославуваме 3 илиндена. Тоа е првиот илинден од борбата ка Херонеја, вториот илинден во Крушево, на Мечкин камен и третиот илинден Асно. За многу години. Еве, за двајцата, реков, за време на паузата ќе вклучиме и наредниот уште еден соговорник. Како го дефинирате животот меѓу вас, иселениците или македонците, македонската диаспора во Австралија? Александре? Ја би рекол дека со помали или поголеми осцилации животот беше навистина, мислам, на едно добро ниво. Сега последниве 7 години малце сгасна, мислам така, не сгасна, него малце како на страна да е народот, како нешто, како да има некое разочарување и така. Се на се, ја би рекол дека беше многу добро и се надевам дека пак ќе продолжи така. Во секој случај, сакам Васко и вас да ве прашам, како вие го дефинирате животот меѓу еселениците во Австралија? Видите, последните неколку години, како што рече Аце, големи турбуленции низ цел свет, големи пореметувања, така да со вирусот, со војната во Украина се одразува низ цел свет, така да и во Австралија тој ефект дојде до голем израз. Еве, со тебе ќе продолжам и Јаце ќе заврши. Колку се знае бројката, имајќи факт дека иселениците, македонците во Австралија се една од најстарата печалбарска група, тајфа која, да речам, замина за подобар живот, за остварување на своите соништа и имајќи факт дека во една прилика со Ѓорѓи Китинов, амбасадор во бившиот систем, говореше дека Слободане, хрватската диаспора може вода да ја носи на македонската. Зошто? Бидејќи тие беа најсилни и најкомпетативни во делот на изразување на својот национален бит, својата генеза и својата борба за Македонија. Повелете. Бројката, колку е бројката, дали знаеме
колку е бројката и ова што го збореше господин Китинов? Многу едноставно. Последните демонстрации кога се растураше Југославија, една бројка во Мелбурн беше неповторлива. Таа беше бројка од австралските медиуми, беше помеѓу 80 и 100.000 луѓе излегува на протест да поддржат Македонија тогаш. Тоа беше, мислам дека беше во 91 година. Кога излегува 80 до 100.000 луѓе на протест, сигурно има уште 80-90 илјади луѓе кои тој момент најверојатно не може да излезат на протести. Да. Се извинам дека говорите, вие сега одате инсертите во Сиднеј. Да, може режијата малце го намали тонот на атмосферата. Да, благодарам. Со оглед дека еве се гледат колку улиците се преполни од македонци со таа иконографија. Александар исто би сакал да се вклучи, но оваа бројка и вие докажавте, господин Коловски, како се сака и брани и чува Македонија во сите пори на животот. Ова боја црвена ја олицетворува Македонија, секако и знамето на Кутлеш, каде што ова е слика која треба да биде прилика и порака до сите македонци во светот. Кажете ми, ова се заоколу бојкот на Преспанскиот договор. Оди у позадина, повелете. Пренесуваат австралиските... Ова е до АЦ прашање? До вас и АЦ ќе го прашам веднаш. Видете, Преспанскиот договор вака се одрази. Во тој момент јас сум хореограф во културно-уметничкото друштво Гоце Делчев. Тогаш се почувствував толку долу, седнав долу на земјата и дома ме праша, вика, зошто седиш долу на земјата? Викам, подоле од ова не можам да седам. Се чувствувам понижен и во тој момент решив да се откажам, да не бидам хореограф више, да не ги учам децата. Викам, што ќе ги учам децата више? Ние избегавме од есенцијата, ние завршиме со нашето име, со нашиот идентитет. Бидејќи јас кога ги учам децата, јас им презентирам и им кажам, ова оро е дојдено од тој дел на Македонија. Ова оро е подкрепено со историја, со обичаи, и им објаснувам дека нашата историја, нашата тие хореографии што се слушале, нашата култура, нашите песни, нашите ора се дел од нашата историја. И се викам, сега Васко, што ќе ги учиш? И бев спремен да се повлечам, да завршам со мојата кариера. Имаше тука некои активисти како Аце Талевски и други Савета и другите од Human Rights и од Конгресот, и ме рекоа, Васко, не смеш да застанеш. Во овој момент најбитно е да останеме обединети, да продолжиме. Борбата мора да продолжи, нема да изгубиме. И така ме убедија и така останав и ден денеска работам како хореограф. Ти благодарам, Васко, доста инспиративно. Александре, еве го слушнавме, Васко. Кој е вашиот став? Како вие дефинирате? Рекол дека сте еден од легендите на македонската диаспора во Австралија. Присутен сте во сите настани, најенергично се спротивставивте на големите напади, предизвици и реакции од како македонци визави овие 7 години изминати во кои народот вели беше предадена, продадена и застрамена Македонија. Повеќе. Видите вака, самите овие договори, преспански и добрососедските договори, никогаш не биле овде прифатени, ниту пак народот ќе прифати и нема шанса нешто да прифати нешто што оди на штета на Македонија. Има македонци тука, според званична
бројка е околу 90.000 запишани официјално, меѓутоа мојата проценка е дека е 900.000 минимално, затоа што јас само, значи 90.000, јас околу моето мало, например, кај што има македонци, сметам дека гледам 90.000 македонци. Што значи дека ни селат, а Мелбурн е најмакедонски град со најповеќе македонци, вклучувајќи ги и македонците од Егејска Македонија. Значи сите овие работи некако се кријат. Исто така да кажам дека и на времето преку медике, значи во здравството, нас не пишува кога сме македонци, пише Југословенија, како Југословени ќе не разобличеа, иначе бројот се намалуваше. Сега, штета е, например, што некој донесува одлуки, а не прашува нас, например, Австралија е позната како најголем бастион на македонштината и сите работи, кога сакаат нашите душмани нешто да проверат, прво експерименти прават тука и реагираат, сакаат да видат како ние ќе реагираме тука во Австралија. И мислам дека првиот удар, например, и најголемиот браник го Македонија треба да го очекува од Австралија. Благодарам многу. Ако ми дозволите, почитувани соговорници мои, почитувани гледачи, тука би замолил режијата, бидејќи кажав во магазин и во овие настани еме денеска, одиме со првата музичка numera, тоа е од Сузана Спасовска, која има порака во својата песна. Одиме со првиот прилог. Со какви идеи си ти, доста беше, разбуди се, свести се, не спи ти. Доста беше, разбуди се, свести се, не спи ти. Знаеш кој си, што си, другите не знаат. Срам голем е за тебе, сам да се не знаеш. Срам голем е за тебе, сам да се не знаеш. Не сакаме богатство, не сакаме пари, тук сакаме слобода и човечки правдини. Тук сакаме слобода и човечки правдини.
Да, силна е пораката на Сузана Спасовска. Еве, се надам дека воспоставиме линк со третиот соговорник. Ајде да видиме, Зоран Илиев од Мелбурн. Добро вечер и за многу години, Зоране. Добро вечер. Многу слабо ве слушам, ама ќе се снајдам некако, добре. Добро е, супер, ве слушаме, за јавноста сте познати во Македонија. Прашања беа најкратко, ако можете, најтаксативно, како го дефинирате животот меѓу иселениците во диаспората во Австралија? Вие сте таму неколку години, да речем 7 години. Кој е ваш печаток? Па видите, ја не можам да се поистоветам со истите што се многу подолго време овде, јас сум 7 години, мада живеев како помлад овдека, релативно млад, сега сум релативно кратко време, не сум исти со оние што се иселеници од претходно, меѓутоа животот овде константно е, да кажеме, каков што е. Онака, мислам, системот функционира, македонците се дружат на различни манифестации во секој случај. Меѓутоа, не знам што се однесува до она што го имаат најмногу, што се имаат најмногу разочарано, тоа е што нашата мајка Македонија се има откажено од нив. Едноставно не се прифатени во својата родна мајка. Добро. Наштавте еден сет на прашање, благодарам многу Зоране. Александре, Зоран начина едно прашање што јас се согласувам и давам поддршка во однос на овие 7 години изминати општ печато и констатација на голем број ваши колеги, да речам, вие сте македонци, не можам, колеги сте во однос на диаспора и селеници, кај што истиот тој револт го артикулират во делот на незаинтересираноста на политичкиот, така да речам, неамбиент во Македонија, предводена од една клика, која начелно за Зоран Заев, Ковачевски и секако нивниот ментор Али Ахмети, свесно се откажале од македонците во светот. Кој е вашиот коментар визави се тоа, ве молам? Видите да ви кажам, дефинитивно е така. Зоране, Дефинитивно е така. Да. Зоране, дали може Александар да одговори, па вие ќе одите? Може? Повелите? Би требало многу да се замислат тие, например, претходни власти. Например, видите што е работата. Сега, пред тоа беше, например, една партија на власт, па дојде другата, значи оваа партија, значи што ја спомнавте сега со Заев и со овие Ахмети и Ковачевски, навистина прават штета само. И имаат свој, например, нивните представници, амбасадори, например, се на, како да кажеме, не правеа ништо добро, него напротив, некако го симнува моралот и љубовта, мислам, и она спојот помеѓу македонците, диаспората и Македонија, например, на едно така чудно ниво со игнорирање, мислам, не е тоа. Колку ароганцијата допринесе за сето тоа да се случи? На политичките ароганција елити, така наречени, што доаѓале? И каде дали ве посетувале, или си имали своји приватни кружоци кај се движале? Никако не посетува, дури кога посетува, мислам, сега збориме од страната на овие, значи од негативната страна, која што едноставно не доаѓаше, и доколку доаѓа нешто, едва и чека да одат, да влезат во банките, некои чекови да раситнуваат, нешто или било што, значи, ама меѓутоа нема време да дојдат, па не ќе да се сретнат со народот, па сака во хотели да седат, па како што ќе седат во хотели, тогаш немаат време, наводно, да речеме пола саат само и готово. Тој дискретирачки однос навистина резултира со фактот дека бројката на незадоволство е енормна голема. Еве да само спомнам колку се македонците заштитени, не заштитени. Јас се извинувам, од наредната емисија се надевам дека ќе илустрирам дел од настанот на нашите македонци во Србија. Организирајќи настан апропо Илинден, македонците во соседна Србија доживуваат една неправедност, неправичност, бидејќи немат никаква поддршка од државата, бидејќи нема институционален систем дефиниран во вистинска смисла на зборот, и празникот Илинден во обележувањето го помина со свеќи. Зошто? Бидејќи им ја исекоа, односно прекина доводот на електричната енергија. Како вие го дефинирате сето тоа?
визави вашето случување? И што мислите за начинот на организирање на македонците во светот во еден институт, во една организација која би се викала Агенција за културна соработка со македонците во светот под юрисдикција на владата на Македонија? Па тоа нас ни е многу потребно. Најпотребно ни е една организација која што значи ќе мора да не спои сите нас и некако значи да не дојдат до вакви несакани ситуации и последици понатаму кои што ќе имаат големи негативности во понатамошниот развој на македонците широм светот, а и во самата Македонија. Значи мора таа агенција да е од Македонија, која што ќе се грижи заедно со дијаспората и дијаспората за Македонија заедно, значи една синтеза да направиме во одбрана на она што на вистина не смееме да дозволиме да едноставно Македонија да паѓа или да бидеме значи така некако на страна или со негативности дека готово сега све е продадено, дека нема живот повеќе за нас, или што ти знам. Разочарување нема, него напротив треба да одиме посилно напред благодарение на таа една организација која што даваме повод да се оствари некако. Еве и вас ќе одиме со Васко и Зора нисо да продолжи. Господин Васко, поголемите, исто ваши колеги речем во дијаспората се со заеднички став кој исто јас цело време овие 25 години го спомнувам, да како дијаспора да назначат своји представници и да бидат членови на еден совет или слично, пробон, односно без финансиски надомест, за да партиципират и бидат инкорпорирани во оваа институција, која нема да дозволи како нашите македонци во Србија, оставени на милост и немилост, а тоа не сега, тоа датира години наназад, и да им се исклучи електричната енергија. Значи не можат да бидат инкорпорирани во Националниот совет на Србија, Хрватска и други, да не ги редам, Австралија. Значи сепак кога државата стои зад вас, ве заштитува, сепак сте заштитени. Кој е вашиот став? Вие, ако не би сакал да се враќам на минатото е минато. Владата што правеше во минато, тоа е минато. Треба да се најде начин да се створи едно тело кое ќе најде начин да не сплоти сите заедно, да тргнеме напред. Треба Македонија да се обидени, да се затворат сите секери со војни, со такви работи и да тргнеме напред. Така. Напред, ако има едно тело што ќе не обидени, што ќе ни дае правец, мора некој да не води. Ако има некој да не води, ние никопат не сме го завртели грбот на Македонија. Ние секој пат ќе бидеме таму, ние секој пат ќе бидеме дел. Ако не прифатат, ние сме и секој пат ќе бидеме дел од Републиката. Секако. Зоране, еве и со вас, соглед дека рековме дека тоа тело во рамките на владата на Македонија, кој ќе има предлог, значи ова е размена на мислење, затоа ја абсолвирав таа идеја, вклучувајќи и моите залагања во делот на како да се тоа институциализира. Советот би работел континуирано во рамки на агенцијата и би се собрал во Македонија најмалку еднаш годишно, каде би се разгледала работата во изминатата година и би се усвојувал еден годишен извештај за активностите на дијаспората и би се дискутирале модуси за конкретна помош од Македонија. Тој годишен собир би го финансирала Република Македонија. Значи се македонски собир кој не е случајно во нашите соседни држави. Што мислите за ваквата иницијатива каде што дефинитивно ќе имаме некаква вистинска организација? Видете, господин Томич, вашата идеја е прекрасна и дај Боже да има слух, а тоа е нешто што треба да се случи и се чека на такво нешто и мислам дека е крајно време да нешто такво веќе стварно сериозно се земе во предвид. Меѓутоа, најголемата иницијатива и најголемиот почеток треба да се случи во Македонија. Значи,
Мора некој таму да го сака тоа, затоа што диаспората, жалосно е што за жал, буквално е, мислам, во овој момент, како што кажа Васко, не интересира кој влади биле во прошлост и што правеле, како правеле, диаспората е избришена. Значи некој треба да не легитимира, да видиме колку сме, што сме и како сме. Кога тоа ќе го направат, тие ќе се изненадат, пошто и самите тие, а и ние жалосно не знаеме колку сме. Јас ќе ви кажам, јас само сум дојден сега, што се вика 7 години, па сум овдека со 14 члена. Може да мислите овдека е трето колено на населување на Македонија, од да не збориме ова на време на екзодус до ден денеска, тоа имат 3 добри колена, кои што да кажеме некои што биле 23, сега се 20-30 луѓе во фамилијата, кои што се уште живи. Замислите колкава е таа бројка на диаспора кој што никој не ја знае. Ми овдека на пописот не можеме да знаеме, не ни беше дадена можност да се пишеме како македонци. Значи некој не сака да не прифати. Значи јас барав, брат ми се јавил таму, се пишали, како да се пишам, овдека онлайн не ме прифаќа. Ми дават црвено, сите податоци точни. Пробав кај сино, пробав кај жена ми, не можеме да се евидентираме дека сме македонци. Значи некој сака, треба да сака да не прифати, треба да направи еден попис, малце да се збуни да види колку сме, бидејќи сега сум јас дел од таа диаспора, мада сум тазе, али бројката е таква да е изненадувачка, кога ќе се земе во обзир дека сегде во светот, хајде одиш, има македонци, има цели, значи квартови, цели буквално и населби и да не кажам на наши луѓе кои што буквално и мислам бројката е огромна, која што и сами не ја знаеме, се претпоставува. Јас од некои информации сум слушал неверојатни бројки, бидејќи нашата историја е многу стара и има луѓе во таа прошла историја наша античка кои што се декларираат како македонци, а се за жал во некои држави кај што ние не се ни надеваме. Значи секој еден што се чувствува како македонец треба да му се даде шанса да се пише македонец, да се изброиме, да видиме колку сме и како такви, како едно сериозно тело, да бидеме во некоја сериозна врска со владата на Република Македонија и тие да барат од нас, ние да им помагаме на нив, а нормално е кај тие да ни помогнат на нас, на од многу аспекти, економски, мислам, национален и секаков. Така да идејата е прекрасна, но мислам дека тежината стои таму и дека треба од Македонија да се даде оваа иницијатива, затоа што до сега немало таков слух и немало таква желба, ако имало ќе ја препознаеле луѓето. Затоа сме тука, жал луѓето, жал луѓето се разочарани и дури да ви кажам оние поколенија што се поназад, иако се одржаваат благодарение на такви како Васко со да кажеме фолклори, културни, наши наследство културно, сепак она втора, трета генерација веќе имаат изгубена слух затоа што татко му не го прифатиле, тој не може да извади ниједен документ од Македонија, роден таму, што останува за него или за неговото поколение. Така да, сакам да кажам, силата и целиот почеток стои во Македонија. А од наша страна, мислам дека и како може да се искоординира и мислам буквално цела диаспора, цел свет да се види македонскиот народ. Благодарам многу, Зоране. Со какво? Да. Благодарам многу. Потикна една прекрасна инспиративна порака даде, а во врска со и Васко кој се грижи за етносот, за културата, за кореографијата. Васко ќе ми дозволиш, Александре и Зоране, имаме еден пример како нашите млади македонци, особено македонки, се доживуваат како керки македонски. Одиме со вториот клип кој има силна порака и верувам дека ќе ве дирне до дното на душата. Навистина ми беше тешко. Кога ја слушав песната, не кријам. И јас сум, како и сите вие, човек со емоции и со тоа што значи Македонија моите пори, мојата душа. Одиме со вториот клип.
Почитувани, и јас не знам, ја како вие доживувате ова песна, ова е силна порака во секој случај, не случајно вечерва ја имам македонската диаспора од Австралија, реков дека се ревностни чувари на се она што значи македонски национален трезор, име, идентитет, јазик, етнографска култура и се она што значи македонизам. Што овде тука да речам, по Македонија, на вистина со моја критички осврт и си земам за право, ова не може да се доживее. Особено на младата популација, благодарам на Јордан Митев кој навистина со своите песни доближува и остава печат на она што значи Македонија. Господове, ве, браќа мои македонци, ве ги ја слушавте песната на младата Кајла. Еве, Васко, бидејќи ти си еден амбасадор во секој случај за и ова, како се пренесе народниот фолклор, традицијата, етнографското поднебје. Кој е твојот коментар за околу алиенацијата или губењето на оној основен белег на македонците, што за жал евидентно е во светот? Како ви го зачувате и се борите? Собе, ти изгубив себе. Ве слушаме, но еве, ќе одиме со Александар. Александар, како да се запази тој етнос, таа култура, таа порака што ја имаме оставено како аманет? А еве, слушнавме малата Кајла како се до тоа го испеа во песната на Јордан Митев. Дали имаме страв кај вас во Австралија од асимилација, од отуѓување на идентитетското прашање? Нема страв, напротив, ја никој не се плаши, меѓутоа на еден начин која ќе се отргне помлади кои ќе се разочараат, треба да знаеш како помладите да ги држиш под контрола, затоа што тие може да речат, јас сум независен човек и сето тоа, знаеш. Во сите овие работи е многу важно, например, врската, значи, она што го кажуваме сега, значи, кога ти треба некоја помош, нешто, например, мала, тоа се ситни работи. Ете, например, Васко е кореограф таму во културно-уметнички друштво и сега, например, треба ситни работи како опинци, носи и некои други кошули, например, за да биде некоја кореографија многу идентична. И сето тоа, например, не кошта многу, меѓутоа, мислам, не кошта од таму да се прати, меѓутоа тоа ќе биде топло срце во срцата на младите, кој ќе им дадеш нешто од Македонија, така, некои реквизити, значи и опрема. Сето тоа има голема важност која што тие ќе ја пренесуваат до крај и тука не е возможна асимилација, затоа што јас знам, се сеќам кога дојдов тука, толку имаше преку 12 културно-уметнички друштва и сите деца пораснаа и до денеска се навистина големи македонци кои што не може никој да ги убеди или да ги приначи, да ги асимилира, никако, нема шанси. Благодарам, Маце, многу. Ајде да видиме дали врската се уште не е со господинот Васко. Васко, дали сега се слушаме? Да, ве слушам. Еве, Васко, АЦЕС начна и што значи таа контрибуција, поддршка од страна на матицата на диаспората. Знаеме дека на годишно ниво околу 2 милиарди, 2,5 милиарди доаѓаат средства од целата планета по разни основи за социјални пакети, што македонската влада во буџетот ги има и ги праќа. Значи, не само да и ви ги имаме, да, добро дојдовте, ви ги имаме парите, а друго не интересирате. Како може најтаксативно, бидејќи имаме уште 2-3 прашања, па да влеземе во финале. Кажете ми како да се задржи и запази битот македонски? Видите, јас ова работа тоа гледам вака. Треба да се дојде до еден спој со Републиката, треба ние да почувствуваме доверба, треба да почувствуваме дека вие не сакате нас, дека ние сме дел од вас. Тогаш кога ќе почувствуваме ние дека сме дел од вас, тогаш доаѓаат убавите работи, тогаш се ствара таа хармонија. Многу пати децата ќе ми кажат, тато, што се замараш, гледаш дека не ве сакаат од Републиката, дека сте отврлени.
И во тој момент многу тежко да најдеш одговор. Ама ако почувствуваме топлина, ако почувствуваме дека ние сме дел од вас, ако почувствуваме дека има доверба, дека има почит, како што рече Зоран, како што вика Ацем, па ние може сме само во Измир, во Турција не има 3,5 милиони. Па кој знае колку сме ние сме во диаспората, толку. Зар не ви требаме, зар не сакате? Ако вие се откажавте од егејците во егејскиот дел, од пиринскиот дел, и ако се откажавте од нас, ви требаме ние, не сакате? Силна порака. Благодарам многу, Васко. Ајде по најкратко, Зоки, за странските инвестиции. Само најкратко, бидејќи очекувам и ќе бидеш мој гост во наредните емисија да го говориме пошироко. Дали треба и може македонскиот капитал на македонците да бидат инкорпорирани како странска инвестиција и да биде на исти паритет како другите странски инвеститори? Те молам најкратко ти влагаме финале. Повторно ќе ви кажам, тоа се зависи од нашата влада. Ако тие го сакаат тоа, сигурно дека може да биде. Меѓутоа све зависи од нив. Значи, секој инвеститор спаѓате бара услови одредени под кои што ќе може нормално својата инвестиција да ја заштити, нормално да направи некое добро и за државата кај што инвестира и за себе, односно за бизнисот. Доколку тоа нема таков интерес, апсолутно дека е невозможно. Во моментот имаше некоја мала енергија позитивна, таа донесе нешто, меѓутоа се прекина и како да кажам, условите под кои што моментално се нудат на пазарот од Македонија не се во ред, затоа што јас сум стазен иселен од таму и знам дека многу мои колеги, пријатели кои што се овдека напуштија државата. Да, меѓутоа факт е дека изминатите 7 години беа не беше за странска инвестиција. Зоране, јас се очекувам во наредната емисија да видиш поекстензивно ќе дискутираме со уште еден твој колега од диаспората. Ќе ми дозволите само кратко влагаме во финале. Александар, како ја дефинираш работата на црквите? Имаме таму исто пак еден диспаритет, имаме приватни бизнис цркви кои навистина бегат од оквирот, од рамката на верата, и Македонска православна црква. Ве молам само најкратко и конечно за дипломатски одговор, кој точно представува Македонија? Ве молам најкратко, повелете. Добро, па видите, ова не е изненадување, например, со црквите што настана, затоа што тоа е наметнато од, да бидам директен, од Цариградската патријаршија, и тие сакаат да ги соберат сите македонски цркви и да ги земат, значи, под своја контрола, и затоа ние имаме проблеми со црквите. Меѓутоа се надеваме дека полека увидувам дека ова ќе се реши. Полека, може ќе треба уште некоја година или две, меѓутоа имам некој осет дека ова некако полека народот се зближува. Што се однесува до другото прашање за дипломатскиот кор, кој ја представува Македонија? Па мора да представуваат луѓе способни, кои што, например, имаат способност и знаење и начин и реални луѓе, и кои што мора некако да не представуваат реално, а не да изиграваат некој, како да кажеме, мислам, со ниски вредности, со ниски работи да се расправаат и да речат, ете, тој е представник, например, тоа не е убаво ни за нас, ни за било кој. Јас верувам дека имам ја доста познати кои што се низ целиот свет и навистина се прекрасни луѓе кои што едноставно од се срце знаат како да ја представат Македонија, но за жал све имаме некои луѓе официјално овие години кои што не заслужуваат да бидат, и мислам дека треба да прекине тој тренд и само најдобрите и најреалните со големи вредности треба да идат напред и да представуваат. Драги мои гости, пред да ви се заблагодарам, да им посакам прво здравје добро на сите вас тројца што одвоивте време и сте дел од ова прекрасна емисија Магазин, каде што дадовте вистински оценки. Ние не засаднуваме толку, само спомнавме за агенцијата дека сакаме час поскоро да ја продолжиме оваа тема и со вашите колеги од другите држави. Ние успеавме во овој серијал
мојата маленкост направи еден серијал од 8 емисии, значи ја имавме целата планета и очекувам да продолжиме кај што застанавме. Бидете ми живи и здрави, ви посакам добро здравје вам, еве на гледачите да ве представам уште нешка. Тоа беше господинот Зоран Илиев Роџер, активист на македонската диаспора во Австралија, Мелбурн. Благодарам Зоране и уште нешка, ве очекувам во наредната емисија. Нема проблем. Ќе биде интересно. Се надевам. Благодарам. Почитувани, беше задоволство што го имав Васко Николовски, вистинскиот амбасадор, представник на Македонија во вистинска смисла зборот, кој осанатите двајца, амбасадор на културата, историјата, народниот фолклор. Васко, ти благодарам многу и ти посакам здраве и тебе. Ви благодарам и на вас. И нашиот доаен исто така, кој веќе повеќе од 40 години, скоро 40 години во Австралија, Александар Джеповски. Александре, ти благодарам многу. Генерација што наистина во извинатите емисии се мои генерации, се мои саговорници, но така патот донесе кој во Австралија, кој во Америка, кој во Македонија остана и така ма се бориме за Македонија. Ти благодарам многу. Благодарам и се гледаме во Скопје. Амин, за многу години. Почитувани, тоа беше ова емисија посветена за Австралија и не можем да не оставам и третата номера која кажува и докажува што е Македонија, колку е силна, како што Васко, Александар, Зоран се борат да ја задржат и ја дефинират Македонија во вистинска смисла зборот, а еве децата кажуваат колку се силни и нашите песни и нашиот фолклор. Пријатна вечер, ви благодарам многу. Повторно Кајла ќе одјави емисијата. Пријатна вечер.